Во саботното издание на регионалните вести ќе гледате. Преживеаните пациенти во пожарот во модуларната болница во Тетово, иако имале потреба од дополнителни медицински прегледи, сега се во релативно добра здравствена состојба. Сите очекуваме одговори од истрагата, па одговорноста треба да се понесе, рече градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. На седница на Советот на општина Гостивар се донесе одлука за доделување финансиска помош на семејствата на загинатите во пожарот. Во Тетово денес се одржа граѓански марш во чест на жртвите кои го загубија животот во пожарот во модуларната болница. Маршот започна на плоштадот во центарот на градот, каде беа засејани 14 дрва и заврши пред опожарениот објект со едноминутно молчење во чест на загинатите. Преживеаните пациенти во пожарот во модуларната болница во Тетово, иако имале потреба од дополнителни медицински прегледи, сега се во релативно добра здравствена состојба, информираат лекарите. Како ќе продолжи да функционира болницата, по ставките на директорите ќе се знае деновиве. Поради стресот и траумата која ја преживеа во пожарот на модуларната болница во Тетово, 12 преживеани пациенти со COVID-19 имаат потреба од психијатарска помош. Медицинскиот персонал заедно со граѓаните кои биле во близина ги изнесувале преку прозорците на објектот, а потоа биле префрлени на интерното оделение. Доктор Гзим Нуредини вели дека по направените медицински прегледи, сега тие се во релативно добра здравствена состојба. Кои што биле навистина травматизирани, би рекол, од психолошка природа, биле прегледени од псијатар и кај нив е констатирано дека се работи за нормална стрес ситуација која тие го доживеале, преживеале, би рекол, и сите се, би рекол, во релативно добра состојба, иначе и тие сите се на кислородна поддршка и очекуваме и идните денови да бидат и подобри и пуштени дома. Откако оставка од своите функции поднесоа директорот на Тетовската болница Флорин Бесими и финансискиот директор Арта Нетеми, управата ќе одлучува како ќе продолжи да работи болницата. Доктор Нуредини вели дека таква одлука мора да биде донесена што поскоро. Па сега во овие денови ќе видиме како ќе функционира, иначе болницата не може да остане без, би рекол, подписници. Оти, навистина, овде има и технички работи, лекарства, плати и така натаму. Тоа ќе ви обавестиме за 2-3 дена. Иако се намалени бројките на ново заразени со ковид во Тетовско, сепак во болницата се уште има нови приеми. Во изминатото деноноќе биле хоспитализирани 5 нови пациенти, со што вкупниот број на лица со COVID-19 кои се на лекување изнесува 53. Се уште е големи бројот на амбуланските прегледи, односно за едно деноноќе медицинска помош побарале 78 лица. За среќа нема починати. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференција изјави дека понудил оставка до председателот на владата Зоран Заев. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, пред година и пол го регистрирахме првиот ковид случај во нашата земја, го паметам
тој ден имавме две пресконференции од оваа иста говорница. Од тој ден до денес секогаш пред граѓаните стоев отворено и транспарентно, соопштувајќи ги сите и добри и лоши вести. Никогаш не бегав од критика, никогаш не останав должен одговор, никогаш не се откажав од битката да ја победиме пандемијата. Сите одлуки кои ги донесовме беа со една единствена цел, а тоа е да се заштити здравјето на граѓаните. Последната трагедија во Тетово многу ме погоди, многу жалам за загинатите, сочувствувам со нивните семејства. Нема зборови што тоа може да го опишат, ниту пак начин да се надомести загубата. Почитувани, како лекар и министер имам интегритет, затоа денеска од морални причини понудив пишана оставка до премиерот Зоран Заев. Сакам да им се заблагодарам на сите кои верува и ме поддржуваа во работата, одговорните задачи и предизвиците со кои се соочував. Сакам на крај посебно да се заблагодарам на представниците на медиумите за нивната транспарентност, посветеност и поддршката што ја добива во најтешките моменти во борба со пандемијата. Председателот на владата Зоран Заев со соопштение до медиумите во кое се вели дека оставките се висок морален и етички чин. Следуваат одлуки за одговорност утврдени исклучиво според фактите од експертската истрага. Посета на болните за време на епидемија е казниво дело. Некои од пациентите биле роднини на медицински лица вработени во ковид-центарот. Ќе се утврдуваат деталите околу придружбата на пациентите во модуларната болница кои биле присутни за време на пожарот, истакна доктор Гзим Нуредини од ковид-центарот во Тетово. Секоја посета е казниво тоа, нели? И по протоколи тоа е казниво. Значи не може роднина да се згрижи за пациентите. Ние поради и порано имавме укажување дека не ме обавестили мене и дока и директорот дека наводно имало. Ние одма и пративме известување до сите служби, до сите оделенија, до главни сестри, до раководители на овие оделенија, дека никако не се дозволува посета. Сега дали имало некој случај каде што сега Тетово овде, знаете што, ние овде има и вработени и од цела клиника се пратени тамо. Има и сестри, медицински техничари кои што се роднина. Сега баравме кои биле тие, ако биле, значи да ни дават име и презиме, кои биле со тие роднини ако се вработени. Оти имало некои вработени кои што биле со нив, али тие биле вработени у ковид центарот, али дали биле у свое работно време или дошле да ги посетат другиот ден да ги чуваат. Али сите тие што влегле биле со маска, заштитна облека и со максимално антиковид мерки. Во тој момент не фамилија, него тука трчале и сите дошле, али тоа било све за 3 минути. Ако мислите за акцидентот, цел град би рекол се трудел да дојде да помогне, ни се јавија секој, али ја дојдев за 3 минути бев ја тука, али тоа беше све завршено. Обезбедување доток на вода и канализација била единствената обврска на општина Тетово во однос на поставувањето на модуларната болница, истакна градоначалничката Теута Арифи. Што се однесува до евентуалните пропусти во објектот, Арифи рече дека резултатите од истрагата сите ги очекуваат, а одговорност мора да има. Во однос на барањата кои се до нас, во однос на документи и се друго, комуникацијата сета е приложена, значи спремна и приложена. Би сакала да напоменам дека ковид модуларните болници се изградени врз основа на специјален закон по кој значи не било потребно ниту побарано да општините која и да е да издадат градежна дозвола за истите, така да тоа била една процедура која била следена другчие, значи не со дозвола за градба на општините, а за сите други информации кои ни се побарани, заедно со извештајот, значи и на бригадата тука се доставени уредно како што се побарани. Ни беше официјално побарано да имаме доток на вода и канализација. Само тоа е била наша обврска која ние сме ја спровели. Треба да се име предвид фактот дека ова беше
голема несреќа. И у голема несреќа не сите работи можете одма на почетокот да ги канализирате. Знаете и вие какво ви беше известувањето вечерта. Значи, тоа што е важно е нека заврши процесот на истрагата и да имаме тука неколку одговори кои сите ги очекуваме. Да ги добиеме сите тие одговори. Одговорноста не е само морална, туку е одговорност и како таква треба да се понесе. Општина Гостивар од буџетот ќе издвои по 1000 евра за секој од семејствата на жртвите во страутниот пожар во Тетово. Со истата цел градоначалникот ќе донира една своја плата, а членовите на советот по еден месечен надоместок. Гостивар се солидаризира со Тетово за големата трагедија со пожарот во модуларната болница. Советот на општината вчера попладне одржа вонредна седница и донесе одлука за доделување на финансиска помош на семејствата на настраданите во висина од по 1000 евра. Седницата почна со 1 минута молк во знак на оддавање почит на жртвите. Предлогот за донирање средства дојде од градоначалникот Арбен Таравари, кој во иста цел ќе донира една своја плата. На почеток би сакал да изразам жалење и сочувство кон сите семејства кои што ја помина несреќата во модуларната болница во Тетово. Се работи за 14 семејства, барем за таа бројка до сега ја имаме како официјална. Ние како соседна општина, односно две урбани општини се во Полошкиот регион, Тетово и Гостивар, мислам дека би било добро да им помогнеме на овие семејства на некаков начин да се солидаризираме со нив. Мојот предлог до сите вас е ако може од буџетот на општината да поделиме за секое семејство, а списокот на семејствата ќе ги земеме од општина Тетово, нивните жиро сметки да им пуштиме по 1000 евра на семејство или 61. За семејствата на жртвите во пожарот ќе донираат и членовите на советот и тоа по еден месечен надоместок што го добиваат за ангажманот како советници. Солидаризација на советниците на општина Гостивар со еден паушал за семејствата кои што имаат загинати во несреќата во Тетово. Исто така и сожалуваме заедно со нив, сочувство до нивните семејства. Исто, значи, го чувствуваме, сме со нив емоционално и сакаме со ова помош малце да придонесеме, економски барем да им помогнеме, да ја надминуваат кризата во кој тие се наоѓаат во моментот. Одлуките за доделување на помош и солидаризација на вонредната седница на Советот на општина Гостивар беа донесени едногласно. Променливо облачно време не очекува во следните денови. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат појава на ветер, но од почетокот на новата работна недела се очекува повторно покачување на температурите. За време на викендот во Полошкиот регион ќе преовладува променливо облачно време. Денес со повеќе сончеви периоди. Дневната температура до 27 степен. Во текот на утрешниот ден умерено до значително облачно со слаб ветер од променлив правец. Утринската температура околу 13, а дневната до 29 степен. Од понеделник и во следните денови се очекува стабилно, сончево и потопло време, со дневни температури кои во среда и четврток очекуваме во Полошкиот регион да го достигнат и 32 степен.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Пријатно!